Гледате Еврозум. Тема на денешното издание е бизнис климата во Македонија и она што Европската Унија го прави за да го помогне развојот на бизнисот во Македонија. За стабилен развој на економијата, Европската комисија бара од Македонија да обезбеди владење на правото. Закони има, но со што се соочува бизнис заедницата во реалноста? Се кажува дека има притисок, значи се кажува, собствениците тоа го кажуваат. Каква е помошта на Европската комисија за развој на бизнис секторот? Даваат можности кои што во секој случај го поттикнуваат развојот на приватниот сектор. Еврозум анализира и колку бизнисмените се запознаени со можностите во европските фондови. Тие немаат луѓе достап до информации, сега не знам, никој не ги бомбардира. Како е да водиш бизнис овде, а како во земјите на Европската Унија? Ние администрацијата и условите во Македонија ги доживавме како државата доживавме непријател, а Чешка соработка с администрација во прав смисол на зборот е партнерски однос. Гледајте Еврозум. Една од сферите кои Европската комисија со големо внимание ги следи и ги анализира во своите извештаи е бизнис климата во Македонија. Во минатогодишниот извештај, например, во извештајот се вели, ќе цитирам: Севкупно, функционирањето на правниот систем е подобрено, што би требало да има позитивно влијание врз бизнис климата и инвестициите. Сепак, се вели во извештај, слабостите во владењето на правото, особено во судството кое се карактеризира со бавни постапки, недоволни средства и несигурно спроведување на договори, како и распространетата корупција, продолжуваат да имаат негативно влијание врз бизнис обкружувањето. Ова се констатациите во извештајот на Европската комисија. Ние се обидовме да ги илустрираме преку прилогот на Мерио Тараска. Од Македонија преку Германија, Словенија, Калифорнија, Швајцарија, па повторно назад во Скопје. Ова е патот што го поминал младиот Игор Трајковски за да го собере сето знаење и да го примени тука, во земјата од каде потекнува. Докторот по информатички науки и образованието го завршил во европските држави, а работното искуство го стекнува во Google. Потоа, тој решава да се врати во земјава како професор и основач на познатиот агрегатор на вести Time.mk. Уште додека бев надвор, цело време бев заинтересиран што се случува дома. Ги разлистував сите вестници да видам кои се најновите вести. И баш посакував да имаме некоја веб страница како Google News, што го прави истото на светско ниво, каде што најновите и најбитни вести се покажуваат на една страница, односно линкови кон самите вести. И ми беше и интелектуален предизвик исто да го направам, тоа од инженерска гледна точка. Игор основа фирма, за прв пат учи како се отвора сметка и како се плаќаат даноци. Time.mk станува еден од најпосетуваните сајтови, но почнуваат и проблемите. Можеме да ги наречеме како сакаме, политички диригирани. Какво име да им дадеме, тоа нема да го смени впечатокот дека младиот информатичар сега за прв пат се судира со политизираното биполарно општество во земјава, кога во еден момент сите провладини медиуми решаваат да се повлечат од неговиот агрегатор на вести. Од пред некое време се појавија некои медиуми кои си имаат некоја свое толкување на законот, сметаат дека тоа што го прави Time.mk е нелегално или не смее така да работи. Така да сега ние го сменивме начинот на работа. Од сега прикажуваме само линкови кон тие медиуми, не прикажуваме никаква содржина дополнителна. Така да сега, доколку и на ова најдат некакви забелешки како работиме, више експлицитно ќе се знае дека имаат нешто лично према оваа компанија. Иако во светски рамки постојат стотици агрегатори на вести кои работат на ист начин, па дури и кај нас секојдневно се појавуваат нови, ударот му беше зададен само на еден, најпосетуваниот. Извештајот на Европската комисија го потврдува амбиентот во кој живее бизнис заедницата. Правната несигурност и недоволното владење на правото се слабостите кои одат на штета на конкурентноста. А она што извештајот го нотира, фирмите го живеат. Бизнис климата во реалноста е зафатена од невреме, од индиректни притисоци, преку директен подкуп и корупција. Корупцијата сигурно дека ја има, чим е толку нагласена и се кажува за неја за дека има, но таа треба да се потражи малку на поинакво место. Значи треба да се потражи во новосоздадените компании кои наеднаш работат со државата, кои добиваат тендери и така натаму. Се кажува дека има притисок, значи се кажува, собствениците тоа го кажуваат. И не е само тоа. Да се почне мал бизнис во Македонија навистина не е лесно.
Потребен е почетен капитал, а потоа следуваат долгите бирократски процедури и она познатото чекање редови за да се стави печат за отворање на еден обичен домен. Домен за да се регистрира во Македонија треба по пошта да се регистрира со гумен печат да се запечати. Мислам, што да ви кажам, кога таму островски нации Тувалу и не знам кои се имаат комплетно автоматизиран систем за регистрирање домени, ние се уште со подписи, печати и со бирократски вие се бавиме. Така нема нигде да стигнеме. Малите и средните предпријатија од секогаш имаат проблем во Република Македонија. Убаво е владата што помага со некои проекти, но тие пари се премали за да формирате компанија. 5000 евра не е сума која може да ви помогне за да формирате компанија. А да не изборуваме за тоа колку на малите и средни предпријатија има одземена можноста да конкурираат на големите тендери што ги распишува државата. За нив тие се далечен сон. Се бара да имаат милионски износи на годишен обрт, во одредени случаи се бараат многу јасна структура, што исто така симптоматично структура на вработени кои фирмите мора да го имаат за да учествуваат на тендерите, па дури имаме случаи во кои се бара одреден износ на добивка која фирмите морале да ја остварат за да можат да учествуваат на тендерите, што е апсолутно нерелевантно. Освен што државата не придонесува доволно за да ја подобри бизнис климат и да им даде простор на малите и средни предпријатија да станат конкурентни да се развиваат, таа се јавува и како еден од поголемите должници. Ние ги гледаме нашите клиенти, имаат големи поверувања од државните институции, од нивните купувачи кои што се државни институции или институции кои што се дотирани од буџет. И ние имаме такви купувачи и чекаме со месеци, да не ви кажам дека 10 месеци чекаме на плаќање, никако да стигнеме на ред. Државата не прави нешто многу, еве па ќе кажам за индустријата за промоција. Да ни помогне, да ни даде гаранции, да застане зад нас. Во оваа зграда се одлучува, тука се носат законите и се одлучува како во иднина ќе функционира бизнис заедницата. Но парчиња хартија не се доволни. Лидерите треба да покажат искрени заложби за да се овозможи конкурентски пазар и фер правила на игра. Конкурентниот пазар кој се темели на фер игра е она што го очекува и младиот информатичар, кој своето светско знаење го применува тука. И само понекогаш, многу ретко, помислува да си оди од тука, подалек од политизираното општество, правната несигурност и неконкурентниот пазар. Прво нешто што ќе им кажеш на луѓето што си работел во животот кај си вел, прво прашање е што бараш одека, зашто си се вратил. И тоа е многу тешко да го објасниш во една-две реченици. Како тоа некое интимно длабоко чувство дека тука припаѓаш, дека овде сакаш да градиш, некако све има смисла и континуитет, тоа си роден и така што да допринесеш најмногу во твојата околина. Така да, тоа е главната причина зашто сум дека да, условите во странство се подобри на хартија кога ќе ги ставите некакви метрики. Но има нешто што е така малку понемерливо и спиритуално нас ни дава да се враќаме назад. Европската унија со неколку инструменти се обидува да го поттикне развојот на бизнис климата во Македонија. Како тие инструменти функционираат, кои се нивните ефекти и колку за нив се информирани нашите бизнисмени, од следниот прилог на Сашка Цветковска. Турска компанија бара партнери за бизнис од текстил во повеќе земји, меѓу кои и Македонија. Се разбира, ова не е објавено во некаков огласник, туку информацијата е споделена преку така наречената Европска предприемничка мрежа. Алатко возможена преку програмите на Европската унија во земјава или ЦИ програмата на Европската унија, чии средства се достапни за земјава. А како всушност функционира овој систем? Најдобро илустрира примерот за човекот кој е еден од одговорните за него. Барањето од фирми од Македонија, ние преку нас, преку мрежата да ги, да кажам, ајде да ги постираме, да ги пренесеме во други средини, односно во други земји, кои што нели клиентот би не ги таргетирал. Значи тоа би одело вака, преку Стопанската комора или преку универзитетот или преку некој од нашите партнери, ние ќе дадеме барање, значи до соодветните институции со кои ние контактираме и ќе им кажеме да, има фирма од Македонија, пример, има некој од Македонија мала компанија која што се занимава со резба, со ракотворби, може ли, имате ли заинтересиран некој со кој тие би соработувале и може би ќе се јави некој производител на мебел кој што
ќе вметнува мали некои резбани орнаменти. И не само за бизнис. Оваа мрежа може да ве здружи со партнери од Европа на повеќе нивоа. Универзитетите во истражувачки проекти, компаниите во истражување и развој на нови технологии, но пред се е наменет за малите и средни предпријатија, на кои им е потешко да одржат чекор со технологијата, за разлика од големите компании. Например, истражувач иноватор од Македонија најде партнер од некоја друга земја со кој што заедно развиваат проект, со кој што заедно развиваат нови технологии или купување на машини или технологија, например, во прехранбената индустрија за изработка на некои видови на сирења. Може да најдеме партнер од мрежата, да најдеме институција, да најдеме некој кој што тоа го знае и тоа знаење да го трансферира. Ако European Enterprise Network може да ве поврзе со фирмите од Европа и да ви помогне да го развиете својот бизнис и технологии, фондовите од програмите ТАМ и БАС може да ви обезбедат стручна консултантска помош и европски експерти кои на малите и средни предпријатија би им помагале да го прилагодат бизнисот на барањата на пазарната економија. Во сите 5 компоненти даваат можности кои што во секој случај го поттикнуваат развојот на приватниот сектор. Приватниот сектор е една од областите која што со последните нивни стратешки документи се идентификувана како централна. Тука е и четвртата компонента на ИПА, насочена кон невработеноста и пред се малите и средни предпријатија. Таму е фокусот вработеноста, значи намалување на невработеноста и таму се концентрира помошта на институциите кои што функционираат таму. Значи агенцијата за вработување, потоа многу различни агенции кои што се формираа во областа на образованието. Таму постои и шема која што веројатно знаете за поттикнување на вработувањето. Да, можности има многу, но вистинското прашање е како се користат. Например, Европската мрежа е мала и едноставна алатка, која е овозможена преку програмата за развој на конкурентност и иновации наречена ЦИП. Иако вкупниот буџет на оваа програма за сите земји е 3 милиарди евра, а од нив може да користиме и ние, од земјава проекти речиси да нема. А и за она што веќе се користи, како оваа едноставна интернет алатка, информации до бизнисот тешко стигнуваат. Знаете ли како функционира European Enterprise Network? Да. А колку се запознаени бизнисмените, бидејќи се зачудивме кога ги анкетиравме телефонски? Па знам дека не се запознаени. Они не знаат дека е тоа сервер на компанија каде што имат и карта на секоја компанија, што сака да биде таму. Знам тоа, дека не знаат. И сега колку се промовираше, се промовирала кај нас воопшто таму ли? Па јас мислам дека не памтам дека некој ја промовира. Не паметите? Не. И тоа што го има не знаат фирмите мали. 80.000 фирми тие немаат луѓе достап до информации, сега не знам, никој не ги бомбардира со информации. Повеќе слушаме за не знам какви проекти на владата кои што немаат врска со бизнисот, а бизнисот е тој што ја движи целата работа. Во моментов, институциите се тие кои може да ги менаџираат и користат парите од фондовите за да обезбедат инфраструктура за здрава бизнис клима. Но соработката со бизнис заедницата и ефектите од тие пари се слабата алка во целиот процес. Главната забелешка би била што и главната обсервација едно е премногу концентрираност на централните институции со мала анализа на ефектот кон тие централни институции, премала свртеност кон пазарните субјекти, премала свртеност, мреженост со нив и нивно способување да влезат на пазарот, значи да влезат на пазарот конкурентно на македонскиот пазар, на европскиот пазар. И со сите, не само пазарните субјекти, туку сите други субјекти кои што се појавуваат како олеснувачи, помагачи во развојот. Особено странските партнери немаат доверба во овде. Значи сигурност немаат правна, се двоумат поради тоа што не се сигурни како, ако би дошло до некаков проблем, како би ги оствариле своите права во држава, дали ќе можат, например, на суд да си ги остварат правата, дали нема да не снема како компанија, дали така натаму. И тоа ни создава пречки.
Зеленото светло за нас во касата на Европската унија е вклучено без разлика на спорот со името, без разлика на високите политики и само од нас зависи колку ќе земеме и како ќе ги искористиме. Сега одиме на мала споредба меѓу бизнис климата кај нас и во земја членка на Европската унија. Зборувам за нова земја членка, Чешка. Во Чешка, во регионот на Брно, го најдовме македонецот Миле Наумчевски, кој таму гради згради. Се бавел тука со бизнис, но решил да си замине од Македонија и да оди во Чешка. Разговаравме со него за разликите за бизнис климата и за тоа каква е атмосферата за водење бизнис кај нас и во Чешка. Еве го разговорот со Миле. Оваа улица овде која гледате е во изградба ќе се вика наскоро Александар Македонски. Исто како и овој стамбен комплекс овде кој е до мене, а инаку чии собственик е Миле Наумчевски кој е од Скопје. И затоа не случајно и зградата и оваа улица ќе се викаат Александар Македонски. Мајстори, Миле, ајдлија работа како е? Фала, ајде да видите. Миле, здраво. Здраво. Во тек изградба на овој стамбен комплекс, ова не е твоја прва инвестиција овде во регионот на Брно. Работеше и во Скопје, инвестираше во истиот бизнис. Која е разликата да се работи во Чешка, сега како земја членка на Европската унија и во Македонија? Разликата е неспоредлива. Мислам дека условите и климата за бизнис во Македонија и условите за бизнис во Чешка се на многу голема разлика и мислам дека застануваме побајги. Ти се откажа од инвестирање во Македонија и дојде да инвестираш овде во Чешка? Па јас се откажа од Македонија инвестирање затоа што поише не може да се издржат тие притисоци, тие вреѓања, не може да се издржат проблемите со администрацијата, со севкупната клима. Значи ние во Македонија со два збора кажам не работевме, од сабаје до вечер решаваме некои глупости, проблеми што овдека за 4 години не сме се ни сретнале ни со најмал проблем. Кога зборуваш за администрацијата, како изгледа да соработуваш тука со администрацијата за да, нели, сите детали кои треба бирократски процедури да се поминат за да се реализира еден ваков комплекс и како изгледаше тоа во Скопје? Еве јас стварно на пример појма немам со оглед на тоа дека никогаш не сум го работел бизнисов, а и нешто не ми е моја вокација. Па, например, ние администрацијата и условите во Македонија ги доживавме како државата доживавме еден непријател и ние од сабаје до вечер се од незеска нешто се браниме, а она не напаѓа, а овдека од Чешка соработка с администрација во прав смисол на зборот е партнерски однос. Значи државата овдека ти е еден вид партнер и ти дава некаква сигурност во самата работа, пошто државата и да паднеш во некои проблеми, например како што беше кризата, ти помага. Например, јас кога беше кризата, нормално продажбата падна, не толку ова економската криза 2008. И например банката и државата сами ми предложија дека можат кредитот да ми го продолжат до 3 години без никакви пенали. Овие сите процедури за документи, вадења, катастри, не знам што све имате од папирологија по администрацијата, како тие процедури административни одат тука? Тука администрацијата 80-90% од работите ги решаваме по интернет. Значи ние бараме молби, бараме барање, например е општо барање дека треба, например, сакаме да земеме да копаме плин. И они, например, ги известуваш по интернет и они во многу краток рок, например, недела дена, 5 дена, ти одговараат дека за 3 дена ќе дојдат во 12,5 сати и ќе ти го одбележат месото кај треба да биде плинот и доваѓаат си го одбележат. Какви беа истите ситуации идентични кај нас, например? Не, кај нас беше страшно. Ја, например, кај нас има вселива зграда која беше све спремна, значи требаше да дојде човек од електростопанство само да го запне главниот прекидач и го чекав 8 месеци. И све со објаснување дека директорот е на пат, дека се направи договорот треба да се преправи, дека се и овдека се дешаваат проблеми, али он не те сопира работа, него ги решаваш проблемите од тек на работа. Например, ние овдека кога правиме проект, имаме право негде до 30-35% проектот во текот на градот да го измениме. И он дека нели, купецот си бара некои работи, тебе ти дошло некоја идеја од текот на градбата како нешто да се смени. И он ти вика, нема проблем. И на крај правиш завршен проект кој
го поддаваш и тој проект, например, не е истиот со проектот што бил на почеток, се разликува многу. Биле те прашам, што фајде видоа честите од Европска унија? Во смисла на развој на инфраструктура која возможува по вакви села да се гради, да има интерес да купуваат луѓето да живеат тука? Па видите, например, точно дека кај што стоиме сега на местото, не е ова, али под нас е огромна населба, не знам дали ја гледате. Ова населба тука пред во времето на комунизмот била оранжери. И сега, например, оранжериите пропаднале, биле стари, биле непродуктивни и Европска унија им дава пари да ги слушат оранжерите и ова место да го направат место за живење. И ова го викат Мал Беверли Хилс и добиле пари, направиле инфраструктурата. Дека во Чешка државата до граница на твоето место ти ги носи сите можни инфраструктурни работи, например вода, плин, канализација, струја, улица и ти од таму во своето место се си правиш сам. И тука, например, ако нема таква работа до ивица на твоето место, тоа место не може да добие име градежна парцела. Значи, ако да биде градежна парцела, мора на граница да ги има сите овие работи, за да она биде градежна парцела. И ние кога разговараме со градоначалникот, му реков, јас желба, викам, пошто е комплекс голем, овде ќе бидат 20 куќи, сега се 10 готови, предложуваме со уште 3 куќи понатака, до крајот на годината мислиме да го направиме цел овој комплекс. За до години имаме спремен уште еден голем комплекс 150 куќи, па е добра ве идејата, тој ќе го крстиме комплексот Кирил и Методи. Добро, Миле, за убаво да е и благодарам. Со среќа. Фала. Тони и за тебе важи тоа. Ете, тоа беше разговорот со Милјан Наумчевски, македонец кој наголемо инвестира овде во регионот на Брно. А сега на тема бизнис клима. Слушнете што мислат идните менаџери или оние кои сега студираат за да во иднина бидат менаџери. Еве ги нивните мислења за бизнис климата во Македонија. Па, тие се главните фактори кои влијаат во неуспешниот бизнис, значи не би ја навел корупцијата само во јавниот сектор, тука би ја навел и корупцијата во приватниот сектор меѓусебно која е присутна во голема мерка, иако во нашата република не се истражува доволно на тоа поле, значи би ја навел корупцијата во приватниот сектор, а тука и правосудниот систем кој во одредена мера функционира, но касни. А најбитно е тоа дека каснењето го спречува ширењето на бизнисот, значи покрај една судска постапка која трае до 4-5 години може да дојде до ликвидација на самата фирма, до наплатување на побарувањата кои ги има. Законите во одредена мерка се на тоа задоволително ниво, но спроведувањето на тие закони и целокупната судска постапка во подолг рок влијаат врз бегањето на инвеститорите од нашата држава. Пред се треба да се стави да се направат промени околу законската регулатива, да се исхармонизира европската со домашната регулатива, да се има поголема транспарентност, односно да се покачи нивото на транспарентност на јавните, односно државните институции. Да се стави поголем акцент на изедначувањето на потребите на образованието со стопанството. Сметам дека треба да се најде начин да се вадат добро подготвени кадри од образовните клупи кои што ќе можат директно да се вклучат во стопанството, во работењето на компаниите. Ние имаме спорови кои се водат по 5-6 години за фактури кои не се наплатени. Самото тоа, значи, тука е правната сигурност на предпријатието. Македонија треба да настојува за блеско НАТО и Европската унија, затоа што пред се НАТО би обезбедила, би создала безбедност во Македонија. Со тоа се намалува ризикот на странските инвеститори, а Европската унија би ни го зголемила едноставно животниот стандард. Од ова издание Еврозум ги вклучува и твитерџиите. Ги прашавме и нив што мислат за бизнис климата. Тука се многу од нивните коментари, релевантни, некои помалку релевантни, но во главном сите многу духовити. Еве што велат твитерџиите за бизнис климата во Македонија. Дали осмели се и почни бизнис во Македонија, подразбира земи партиска книшка, па ќе се договориме. Економската зона ви избегува без канализација, фабриките со септички јами. Тоа е поволна бизнис клима. Ме прашува странет што глобално имаме од компании.
Па компанија послабо, ама имаме глобални појави од типот сиромаштија. Силиконската долина е пустиња, ама и таа има бизнис клима. Амбициите на владата за бизнис клима се на ниво на БМВ, а условите што ги создава се застава стокец. Немаш бизнис ако во сабота се бајле безгрижно си мрсиш муда на Твитер. Осмели се да затвориш фирма, ти требаат 2 години и неколку илјади евра, без оглед колкава била фирмата. Осмели се, смисли некоја глупост, распиши тендер, формирај one-man фирма, победи на тендер и гради бродови. Лесно е ко ВМРО. Нема бизнис кога за државата не важат истите правила како должник. Со ДДВ не смееш да доцниш, а таа со плаќање може. Бизнис е градење на стадион од 32 милиони евра и увезување на електрична енергија наместо градење на хидроцентрали. Сакаш успешен бизнис со само 50% давачки без никој да те дира? Зачлени се во ВМРО. Бизнис клима во Македонија, а бе полесно на нашава клима пингвин да преживее отколку бизнисмен. Сакаш успешен бизнис? Не давај СДСМ да ти го види. Бизнис е кога отвараш фирма, а комшијата ти начекал 100 инспекции на отварање. Не е бизнис ако не е владин бизнис. Си биле двајца надежни бизнисмени од Македонија и двајцата биле неуспешни. Твитерџи или Твитер заедницо, како што некои посакуваат да се викаат, ви благодарам за овој придонес. Толку за ово издание на Еврозум се гледаме на Танела во истиот термин. До гледање. Szczecin, Wódr, Mierzwin, Wejculin, Mężar. Përshëndetje.